Граѓаните го направија својот избор и одлучија кој треба да го води Гостивар, Врапчиште, Центар, Жупа и Маврово Ростоши. Во текот на целиот ден имаше намалена излезност во најголем дел од општините, но кои се последните информации од Државната изборна комисија ќе ни каже колешката Катерина Нешкова. Имаме во живо. Катерина, речиси сите избирачки места се затворени, освен ако не грешам 3 во кои што малку задоцни почетокот на гласањето. Кои се последните информации од ДИК? Така, добро вечер, Иван. Да, во најголем дел од избирачките места, каде што денеска има повторени избори во 4 општини, се затворени. Остануваат неколку избирачки места каде што почна подоцна гласањето или пак имало прекин во текот на денот, најчесто заради временски услови. Таму гласањето ќе биде продолжено па дури и до 21 часот, но се работи за помали избирачки места со помал број, со десетина избирачи. Она што е карактеристично за денешното гласање е намалената излезност во 3 од 4 општини во кои што се гласа. Впрочем, ова се општини во кои што има повторени избори, токму заради тоа што и во првиот наврат кога беа изборите на 19 октомври не беше постигнат потребниот цензус од 33,3% излезност. Сега некаде до 17,30 излезноста е уште помала, 25,55% излезност се очекува во овие час и половина додека се обработат податоците. Овој процент да рипне за процент до 2, што значи дека повторно нема да се стигне ни до 30%, но овој пат тоа и не е толку битно, бидејќи на повторените избори за да бидат успешни не е потребно да има некаков цензус или потребен процент на излезени гласачи. Во продолжение ќе слушнеме изјавата за тоа како се гласало на 19 октомври, а како се гласа денеска и каде ја гледаме помалата излезност. Во споредба со изборите во 2025 година, пресекот во 17 часот и 30 минути тогаш, излезноста во општина Гостивар била 28,02%, што значи дека имаме благо намалување од 2,79% во излезноста. Во општина Врапчиште излезноста била во 2025 20,94%. Тука забележуваме зголемена излезност од 9,07%. Општина Маврово и Ростуша излезноста во 2025 година била 25,89%. Тука се забележува зголемена излезеност од 0,04%. И во општина Центар Жупа излезноста во 2025 била 19,15%, односно се забележува намалување на излезноста од 6,08%. Во однос на текот на гласањето, ќе ви информираме дека гласањето се одвива непречано до сега, освен овој случај за кој што информиравме јавноста до сега за Гостиварското населено место, каде што гласањето не ни започна, на сите други места гласачите непречано го остваруваат своето право на глас. Катерина веќе спомена дека нова повторено гласање нема задолжителен цензус или нема потреба 33,33% од избирачите да излезат на гласање, но каква е можноста повторно да не се избере градоначалник и на ова повторено гласање? Кои се условите? Така, има мали шанси да не се избере градоначалник и денеска, но тоа се сосема мали шанси, бидејќи веќе изборниот молк е поминат, може да ги кажеме и кандидатите, па да видиме какви се шансите во одредени општини да не дојде до избор. Например, во Гостивар се надпреваруваат двајца кандидати, Невзат Бејта, кој што е всушност поддржан од Вреди, и Валјбон Лимани, кој што доаѓа како поддршка од, односно е поддржан и кандидиран од НАИ, тој е всушност дел од она крило на Алијанса на албанците од Таравари. Гостивар е општината каде што има најмалку излезеност и тука можно е да се случи ова сценарио кој што го велиме, бидејќи за да се избере градоначалник денеска, потребно е за еден од кандидатите да гласа мнозинството од излезени избирачи. Доколку таков услов не се биде исполнет, тогаш правилата велат дека ќе се оди на втор круг со истите кандидати. По
двајца кандидати имаме и во Врапчиште. Тука е Исен Шабани кој што е поддржан од НАЙ. Имаме еден независен кандидат, Зули Демири кој всушност пак добива независна или неофицијална поддршка од Вреди, но неофицијалните информации говорат дека тој е поддржан и од она крило на села кој што доскоро беше во коалиција со ДУИ, и бидејќи тука излезноста пак е поголема од она на 19 октомври, се чини дека е известно дека тој ќе биде и новиот градоначалник, иако се уште податоците официјални, барем во ДИК, не се пристигнати, ова се неофицијални информации од терен. Во Маврово Ростуше имаме двајца кандидати, Онер Јакуповски од ВМРО ДПМН и Анес Ахмети од СДСМ, и тука имаме намалена излезност во текот на денешниот ден во споредба со 19 октомври, но од ДИК се оптимисти дека со денешниот ден ќе бидат заокружени локалните избори кои што се случија есента 2025 година. Всушност со ова и истекува нивниот мандат и сакат да го заокружат целиот овој процес, бидејќи на 15 јануари, како што споменав, нивниот мандат истекува и се очекува избор на нов состав. Да, Катерина, гледам дека за тебе портпаролите веќе се подготвуваат за најновите информации и ќе се вратиме за кратко повторно во живо да ги слушнеме овие детали. Претходно ќе погледнеме што се случуваше на терен.